На штрек, 2 месеци 75-годишната Ѓоргина Ангелова од Штипската населба Железничка поминува ни својот двор поради овој опасно надвиснат струен кабел. Строго внимава на секој свој чекор и на движењето на рацете, бидејќи една од струјните жици е на неколку сантиметри од нејзе. Ва ми до места тука и не смеам да фанам ништо таквото со рака, со таквото викам, а нем да ме фане струјата. Иако неколку пати се обратила до надлежните во Штипската канцеларија на Евана, за сега одговор од нив, како што тврди старицата, нема. И викна така луѓе да додат да ми направат и не додат да ми направат. Длабоката вознемиреност и страв за својата безбедност од смртоносно опасните надвиснети струјни кабли ја делат и нејзините соседи. Колку е опасно, па може да загине, да се направи спој, да и куќи да се изгорат и да загине народ и се, опасно нема тоа. Треба одма да се јави и одма да се санира, за да не настрада некој било човек, било стока, било што, да не настрада. Опасно е, секако струја, едно друго не може, мора да се санира тоа одма. Од Евана денеска излегоа со следнава информација во врска со проблемот на штипјани од населбата Железничка. По направените инспекции на терен од страна на екипите на електродистрибуција, утврдено е дека во Штипската населба Железничка има кабли, тоест изолирани проводници низ дрва. Истите не се во сопственост на електродистрибуција, туку на самите корисници кои сами си ги монтирале. Во наредниот период се планирани реконструкции на мрежата во оваа населба. Информираат од електродистрибуција. Во меѓувреме, смртоносните кабли не даваат спокој на овдешните жители од Железничка. Постојано погледите им се кон овие жици, што безмалку не ја допреле земјата.